Да, вчерашната емисија не е гледана. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Нормално, кога работите, треба да правите анализа што сака народот. Ние, за разлика од политичарите, не им му даваме на народот политичка понуда, но ние му даваме понуда малку да анализира, малку слободно да размислува и да се забавува понекогаш. Повеќе, да, точно, па тоа е идејата. Мора да бидеме сериозни, меѓутоа мора да понудиме и содржина малку повеќе, а и една ведрина. Тоа е делот на забавување. Се трудиме, даваме се од себе. Таа ведрината предпоставам дека ни успева, бар се надам дека ми успева. Исто така, денеска би сакал да им кажам, да им порачам на гледачите и слушателите да го искористат овој прекрасен ден. Предпоставам дека ова е последно, после сменува времето, последно работно утро со сонце волку високо рано на Сабајле. Од кога се менја време? Па сега викендов не е? Појма не. Да. Меѓутоа не, ова што е види кој е сино небо. Многу бо. Тешко за скопските бизнисмени што имаат по 6-7 Ролекси, сега ќе треба сите да ги враќаат назад или да ги Зашто или да ги напред. Па нели ќе се смени времето? Оф, леле, добро. Тешко е, почитувани слушатели, секое утро да бидеш овде, ама издржавме мушки и ќе издржиме. И ќе издржиме и тука сме. Сега па не следува реколта, наречена избори. Во новинарско-политичкото земјоделие ова е важна нива за орање, ќе има интересни настани, а во предизборието Ивица влегува една многу интересна информација. Ајде да слушнеме. Медиумите на албански јазик од Македонија објавија дека Бујар Османи е главен кандидат да стане наследник на Столтенберг како генерален секретар на НАТО. Мислам дека ајва када тргнеме. Македонија испадна расадник на кадри за генерален секретар на НАТО. Сега на Бујар Османи му се сугерирале да се кандидира за генсек на НАТО. Кој? Но засега бил фокусиран на председателските избори. А демек он не е заинтересиран за НАТО, него е заинтересиран во видео објавено на TikTok, председателскиот кандидат на ДУИ Бујар Османи вели дека му сугерирале да се кандидира за генсек на НАТО, но засега бил фокусиран на председателските избори. Нешто, немаш нешто повеќе информација или не? Сега да видиме. Точно е дека имам некои препораки за некои меѓународни организации. Така одговорил на ова. Не кажува кој му сугерирал. Мислам дека му сугерирали истите што му сугерираа на Заев да се кандидира за... Како се викаш ова? На кое? За Нобелова награда. Да. Мислам дека станува збор за истиот тим. Нобеловците викаш дека си? Мислам дека ова е... Не, види, ај се вака да кажеме. Значи, ова е подценување на јавност. Ова е играње со интелигенцијата на јавноста во Македонија. Ова е играње со... подигрување со... информираноста на народот во Македонија и со неговата изложеност, ако можем така да наречам, на светските вести. Да се подсетиме, он не е прв кандидат за генерален секретар на НАТО од Македонија после Столтенберг. Се сеќаваш кој беше првиот, така? Кој што излезе во медиуми, Радмила Шекеринска. И сега прво Радмила беше кандидат за генерален секретар на НАТО, па потоа сега е Бујар Османи. Сакаш да влеземе да нападнеме тема вака нај совршено. Значи во моментов НАТО има една голема криза. Таа голема криза на НАТО се вика предстојните американски избори, каде што е можно за председател да биде избран повторно Доналд Трамп. Што ќе рече? Имајќи ја предвид агресивноста и политиката на Доналд Трамп во однос на НАТО. Неговите најави дека
нема да дозволи, како што викаат американците, слободно јавање или слободно возење на кандидатите, дека сите мора да плаќаат, да одвојуваат од својот буџет 2% од бруто домашниот производ за одбрана, со цел НАТО алијансата, нели, да биде подготвена за предизвиците на новиот век. Трамп се покажа дека е незгоден преговарач. Трамп се покажа дека во однос на оваа прекоатлантска врската меѓу Европа и Америка е потврд од многумина од неговите претходници и дека нема да дозволи овие 2% да не бидат предвидени во буџетите на европските сојузници. Имајќи го предвид тоа, европските политичари настојуваат на чело на НАТО да дојде политичар кој што има доволно моќен габарит за да може да се справи со Доналд Трамп. Тоа што тие го цртаат како евентуален иден шеф на НАТО е политичар кој што водел некоја држава, по можност политичар кој што водел значајна држава со значајен воен буџет, кој што имал средби со Трамп и кој што успел да излезе на крај со Доналд Трамп. Ај сега да си бидеме искрени. Тоа исклучува цела централна, источна и югоисточна Европа. Значи, дури, да, па сега, искрено зборуваме, така. Евентуално актуелниот, ама он нема да сака, затоа што нема друг проект. Евентуално актуелниот полски премиер. Толку. Значи, од Балтик до Балкан. Нема, дозволи се докажам сега. Од Балтик до Балкан. Од Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Словенија, Хрватска, Македонија, Албанија, Бугарија, Румунија. Значи, никој од нив не доаѓа предвид. Еве, реков, може би, вак. Од Западна Европа, исто така, еве, Грција, моќна земја. Чекај, стои. Не, да се докажам сега. Што ќе се ти озбилно? Абе, озбилно, народов си го знае ова, меѓутоа треба да се каже, така? Добро. Исто така. Од помалија се на Луксембург премиерот сигурно не може да биде шеф на НАТО, иако Луксембург е членка. На премиерот на, кажи го, дали председателот на Исланд. Па дури еве и од Грција. Нема шанси. Белгија, не знам. Значи може некоја моќна, мрсна возност на пари кои што ги има, нели, за да ги троши. Се збори за кого? За Руте од Холандија. Руте ја водеше Холандија. Руте имал станоци со Трамп, така? Победувал на избори, водел воен буџет, свашта со се што се... Значи, ете човек што моќ да може да седне на таа функција, така, и да извршува. Се зборуваше за Борис Џонсон. Борис Џонсон има друг проблем. Борис Џонсон се пре жовијален, можем да кажем, или пре екстравагантен за една таква функција. Иако и тој би можел да се справи со Трамп, така ли? Прекловен за таква функција. Па добро се, така да кажем. Да речеме, ако изгубеше овој во Шпанија, ама не изгуби Санчес, можеби Санчес можеше да биде генерален секретар на НАТО. Ама сега ние овдека да си правиме бајрами на умот. Дека ќе била Радмила или дека ќе бил Бујар генерален секретар на НАТО, дајте бе луѓе. Некоја лева функција таму може да има, како она за спорт и млади, за не знам, за култура. Зашто нели НАТО сака да добие таква димензија. Ама сега да добие некој генерален секретар на НАТО, па ни помалку ни повеќе Бујар Османи. Абе ајде. Ивица. Абе Пленковиќ е. Сега ти го спомна важноста тоа со Трамп. Да. Знаеш дека пред претходните избори во Соединетите Американски држави имаше една конспираси теорија. Имаш. Дека Трамп носи перика. Не знаеш за ова. Па мораше кај не знам кој беше од овие водителиве на late night шоуа тој да го потегне на косата за да и демонстрираат на јавноста дека не е тоа перика. Така го ја закопа Трамп теоријата на заговор дека носи перик. Сега види, знаеме дека на Бујар Османи магично му се појави коса од негде. Па да не станува збор за поврзаност помеѓу НАТО и истите овакво. Но кога веќе еден од председателските кандидати ни тргна кон тоа да биде, како се вика, генерален секретар на НАТО, ние имаме кадари за Варшавски пакт, можем да кажем. Пропадна, се расформира. Одново да се возобнови Или ова Шангхајска организација, што е за Варшавски
пакт го имаме совршениот човек, тоа Кој? е Билјана Ванковска. Па види, за разлика од Бујар, она имам експерт за безбедност. Пази се. Добро, сега, не е за безбедност, за право е. Не, безбедност. Она тоа што го публикува е секуритизација, тоа се, знаеш. Политиката и безбедноста. Да. Значи тука има експертиза дури. Тоа дури можеме и да го одбраниме некако, знаеш. Но Варшавски пакт ако се возобновува, еве сега да видиме Путин кај ќе фати, ние имаме кадари за тоа. И кога ќе видиш, Значи сакаш да кажеш и двата сојузи да ги водат наши кадри. да. И многу е интересно која држава која не може салам директор да најде за македонски железници и македонски пошти За пасишта. за пасишта, се обидува да најде така салам директор, салам генерален секретар за НАТО. Да. Сериозно, луѓе, дај малце приберете се. А но која води, стварно, треба да видиме, која води агенцијата за пасишта? види, се што гледаш е толку трагично ова веќе, тоа е. Нема што да збориме. Во која фаза ни е системот, како ни е позициониран и сето тоа, но чекај да видам да не зборам погрешна страна, не, добре. Ама сакам да ти кажам, се дај ја разбирам дека тука е политички пиар во прашање и дека сега некој тука треба да поверува во тоа, но Бујар Османи е доктор, Да. велат дека е добар доктор Така вела, да. и нема потреба да си ја брука докторската кариера со вакви глупи муабети, затоа што ова е тоа што ќе остане. Сега ви, ти можеш да бидеш и корумпиран, кој што е најголем дел од нашите функционери актуелни корумпирани. Можеш да бидеш да се служиш со византиски игри, можеш да бидеш партиски послушник, можеш да бидеш се. Ама у моментот кога ти ќе помислиш за себе дека можеш да станеш генерален секретар за НАТО, сите ние кои така малку повеќе се разбираме у работиве, почнуваме да мислиме дека си не токму. Оси со Сега, и дека си полетал со паметот. значи сега, да бидеме вака искрени. Знаеш како се вика тоа? Исто. Знаеш, има една црковна техника, затоа што сега тогаш немало психолози, психијатри, па за жал или за среќа, свештениците имале и таква роља. Кога некој духовно ќе забега, нели, или душевно, пардон, кога ќе забега, прелес се вика. Види, Знаеш што е прелес, кога ќе си замисли, нели, дека за Заев, дали е нетокму или е манипулатор добар, интелигентен, дебатата траеше долго време. И траеше се до моментот додека он не доби амбиции за Нобелова награда. У тој момент беше јасно дека е нетокму. Да. Предходно преовладува, знаеш, не се прави таков со сила, пиар прави ова, прави она, прави. И у моментот кога човеков ми викаме, овде нешто има. нешто не е у реду, Да. знаеш. Така што тоа е една тенка линија која треба да внимавате кога ја одите. Сега, Го знаеш на вицот што беше на како знаеш, мал си бил тогаш, кога беше на врвот на власта Туџман и вика се враќа дома Туџман и сопругата негова Анкица Туџман вика Боже мој, па кај си до сега? А тој одговорил, мој Анкица, ти не мора Бог да ме нарекуваш. Ова е тоа. Кога ќе полеташ, Бог си, не знам, генерален секретар на НАТО, Нобеловец, што све не, види, што све не видовме во оваа држава. Ама меѓу другото види, се замисли, сега види, ако е ова свесна манипулација, тогаш еве затоа зборував ја во првиот дел на емисијата. многу глупа свесна манипулација. Многу глупа затоа што толку е очигледна и народот тоа го гледа и ќе се изнасме, така. Но ако е ова што ти што викаш дека стварно се уфилмал некој дека ќе биде генерален секретар на НАТО, онда е Houston we've had a problem, така ли? Да, тогаш озбилна работа има Барадовци. Мислам, стварно, сериозна работа. Таму треба да излезат експерти да видат што е работа. Ама види, од моје искуство само да знаеш. Во политиката кога се јавуваат вакви илузии на моќ, илузии на величина, има само еден лек. Тој што или таа кој што патат од овие илузии на моќ, на величина, на влијание, да се сепнат.
И тогаш се нормални, повторно. И буквално ги гледаш луѓето преку ноќ се прибрале. И пак функционираат. Секој има слаб момент. Значи не постои човек на планетава кој што некојаш немал слаб момент. Меѓутоа, пази се, НАТО дека генерални секретари НАТО у Македонија па уште 20 кандидати. Што земја ќе бевме? Имаме највеќе кандидати за генерален секретар на НАТО по глава на жител од цело НАТО. Добро, види сега, да бидем искрени, Шекеринска никогаш не е отворено вака, не ги покажа тие амбиции. Таа лично не, да, тоа само се ширеа кулуарски муабети. Таа кулуарски што може да ти пуштат муабет сега, да бидем искрени. Она никогаш не седна да ги се извиниме коментира. тука, точно, управа се. Значи да се Таа никогаш не тргна на TikTok да застава видеа, нели дека и нудеме. Само што не сум станала, да, така. Значи да се разбереме се. Така што дали забегала она или забегала околината, во овој момент индициите велат дека забегала околината. Да, и околината има чудна флора и фауна има таму. Значи да се разбереме сега, ние мора да бидеме конкретни. А ваму е ваму он искача на TikTok и вика еве мене ми нудат. А ја одбивам. Тоа е на Стојан Андов измислицата. Да. Ама не, да, како се му се нуди, нему тој одбива. Дури која единствено знаеш која покаже амбицијата е за председател на републиката. Тогаш сакаше. Кој? Столе. Да. Кој неќе тоа? Уште живееш у природа. Мене ми дот ја неќе председател. Председател не. Нема шанси. Ја да си седаме планина, нешто водичка тука. И тука имаш и планина и водички и езеро летно време имаш. Нели има и овакво. Да, право си. Ама ајде да се вратиме на ова, значи подигруваме со интелигенцијата. Мислам дека е ја мислам дека сепак е нели во прилог на кампањава. Не мислиш така? Види, ајде да бидеме искрени сега, сме го зборувале Буер. Ако се тоа тој го прави, градејќи своји позиции за еден лидер на ДУИ, има некоја логика. Ако се тоа го прави, ако стварно мисли дека станува меѓународен фактор, тогаш е ова ти што го зборуваш, дека малку е... Сега тука имам околу еден лидер на ДУИ една многу интересна информација да споделам со сите. Ајде. Знаете ли од кога Артан Груби нема излезено во јавност? Од кога? Артан Груби нема излезено во јавност од следниот ден, од денот кога последната црна листа на САД беше објавена. Скоро веќе 2 недели. Го снема човекот. Жив го нема. Жив. Сега не знам дали е црната листа или мереле рейтинзи и ДУИ. И па дури имаше фрлена ракавица од страна на Изет Меджити, кој онака вика изјави им ги легализирав дивоградбите на Бујар Османи и на браќата на Артан Груби. Кажуваше како врски му фаќале за тоа да го заврши. Пошто нели се е на другата страна Изет Меджити и човекот го нема жив. Ни да одговори на ова. Што е твојата претпоставка? Што се случува, Липчо? Мојата претпоставка е дека мислам дека веќе нема да има место за Артан Груби во политиката, затоа што Артан Груби ќе се најде на една црна листа. Не знам, види сега, ја знам во Македонија многумина кои што знаат кој ќе биде на црната листа. Да, и ја не знам. Знам дека и ти не знаеш, ова го зборуваш во основа на информациите кои што доаѓаат до тебе. Да. Сега кој се истражува, што се гледа, како се гледа, да, кој со кого се гледа. А особено затоа што сега еве ќе бидам и попрецизен. Затоа што името на Артан Груби се поврзува со случајот Алумина. Случај за кој најверојатно на оваа црна листа се наоѓа
градоначалникот на Карпош, господинот Стефчо Екимовски. И дека всушност во тој случај капо ди тути капи е токму Артан Груби. Оние крузерите што ги викаат во Карпош на ќошот, кај што е алумина, Каршо и Веро, така? Да. Ова што е спорно, 33 спрата што треба таму. Што беше Роберт Велјановски тука и Да, така натаму. Сега останува веројатно пораката до него била пратена и дека пораката е самото тоа што господинот Јакимовски е таму. Да, во јавност се зборуваше за тие две имиња, Артан Груби и овој, как же го да? И Пуцко. Не. Пуцко е Артан Груби и Бујар Османи во однос на наследници на Ахмети. На Ахмети, да. За други не се зборуваше, за Изет се зборуваше како некоја моќ за тронот, дека тој ќе биде тој што ќе ја пренесе моќта од Али Ахмети на друго место, меѓутоа Изет фати друг пат. Да видиме сега тој пат како одотера него, ама очигледно дека има превирање и во ДУИ кој што не ги гледаме. Они се малце позатворена структура од овие другиве. Не знам дали ќе се согласиш со мене. Но, ајде да се вратиме пак на темата. Има ли некој друг? Се множат овие кандидати за генерален секретар на НАТО од Македонија? Или тој е списокот горе-долу? Славјанка да не е во игра исто? Тешко да... Не. Не. Иако ние би ја пратиле. Заев? Не бе сега ти Заев више излезен од политика. Не знам се. Он е сега не ми така да збориш. Човекот Заев е сега филантроп. Па нели го бара, нели од кога го реши преспанското прашање, ќе се залетува, ќе го решавале кипарското и текнува. Зборил. Сега они се експерти, он Никола Димитров исто. И Никола Димитров, нели он ќе градеше по меѓународни институции кариера. Сега гради кариера, да, ама у невладина организација у Скопје. Да. Добро, сега има валјда некои студиски патувања, ама он со такви работи се бавеше и пред да стане министер за надворешни, така што тоа не му е нешто допуна. Нема некоја сериозна функција таму. А Заев не. Заев не е за НАТО, он е повеќе за да смирува конфликти. Сега е ова заострено со Русија. Кој ќе фатат дека он уствари ајвар на руска армија продавал генсекот на НАТО. Не може тоа НАТО да си го дозволи. Еве едно прашање. Дали ајварот е изеден, а теглата 100? Теглата 100. Еве едно прашање. Дали руската армија се храни со мама Сар ајвар? Треба тука да одговорат и Заев, треба да одговорат и од руската амбасада у Скопје да пратат некоја депеша. Дали руската армија јаде мамас ајвар? Мислиш сообштение за јавност? Да. Депеша, да. Затоа што ние како што дознаваме во едно од тие селата таму у пограничниот регион, кај што се лактаа пред неколку месеци, од информација од украинската армија дознавме дека нашле неколку празни тегли мамас ајвар. Дали е Заев дел од скриениот буџет на Руската војска за логистика. На руската војска за логистика. Или мамас калоричен, не така? Нема ајвар што е калоричен. Не, а? Ајвар ти е хемиски соединение, витаминска вредност, све му е на 0 вредност. Тоа е онака. Намаз. Намаз. Македонски намаз, добро. Али види, ајде да се, значи, амбициите се добри, убаво е, меѓутоа во некои рамки, така? Да. Еве, вели ми продава расипан ајвар. Не. Направено е и хемиско и све. Ајварот бил одличен. Морам да ви кажам. Добро, Бујар Османи, значи, ја реши Македонија,
тргна сега што да решава? Че има бре, тука треба Русија да се заузда. Треба има, Генерален секретар на НАТО. да. Види. Добро се. Види, се качува кога ќе се вратиш косата, се качува и самодовербата. Така. Ова без навреда Ивица сега кон тебе. Не, ама ја не патам од тоа. Еве гледаш. Секој нормален човек не пати од тоа, знаеш. Нели како Од рекле. бела коса и од падната Да. коса патат само луѓе што онака више патат од нешто, па сега тоа име како изговор. Ама кога ќе решиш таков проблем кој те мачи толку долго, после тоа мислиш дека можеш да го решиш Имплицираш светот. дека бујари се фарба, сакаш да кажеш? Да не седнам да ги вадам тука фотошопите пред и потоа таа цела форензичка анализа дигитална што се случува, како се случува. Ама добро, на македонската политичка сцена има прилично многу фарбани мажи. Значи, почитувани гледачи и слушатели, не е дека ние не сме сериозна политичка емисија, меѓутоа во моментов на вистина кога ќе се случи глупост, меѓу другото и за доброто на политичарите во Македонија кои што ги прозиваме, мора да се истера до крај вака мајта потако можеме да кажеме. Да, а они ќе се За нивно пронајдат добро. сите, да. За Сите нивно ќе добро, се да. пронајдат. За нивно добро. А ќе го кажеме, само буера, они сите други ќе се пронајдат. И не е изгледот просечен во политиката толку важен. И имаше некои анализи дека Заев победил и направил влада пошто носел бели кошули подсукани. Се сеќа. Чиве ова анализа? И носел бели кошули затоа што белата боја била символ дека е отворен кон народот, била боја на светлината. Чиве ова анализа? Иако, например, Шевалј Муареми има сосем различен став за тоа што представува белата боја. Што представува белата боја? Шевалј Муареми има различен став. ме разбирате што сакам да Како кажам. беше она во бело? Да. Оф, леле. Бело за еден значи едно, за друг значи друго. За трет значи трето, а? За трет значи трето е сега. Страшно. Окей, ајде удриме една пауза, Ајде, една кратка пауза, за реклами време. и да се вратиме нешто озбилно да збориме втор дел. Као, например, Бојан Маричич станува европски комесар за храна. Ивица, колку нема во држава раздвиженост пред избори, знаеш што говори? Што? Што уште е тема оној израелецон што го откривме. Да бе, уште за него се збор. Докај стигнавме со него? Нишо. Од која дадоа различни изјави Не го Ковачевски зборам. и Пендаровски, од која се демантираа еден помеѓу друг и сите потврдија дека тој бил тука, ама никој Не се видел со него? не, се Никој не го виделе, ангажирал, сите се пардон, виделе, да. ама никој не го платил и демек, односно едниот вика ја го платив, другиот вика ти го плати, и на крај одлучија да кјутат. И сега? И сега кјутат. Тоа им е последната стратегија. И сега, не, ама на вистина забележуваш дека некако како да сме сите во исчекување или сме сите заморни веќе. Завршени се овие избори. Па изгледа се завршени пред да почнат. Зашо Ние ве се обидуваме да го држиме ентузијазмот да го околу. држиме ентузијазмот околу избориве, ама очигледно резултатов на сите им е јасен. Да, и тешко ни оди. И баш сакам сега да ја разбрануваме темава, Ајде. да ни стигне демант од фондацијата Заеви дека немало Ајвар Мамас на руско-украинскиот фронт, дека Па станува каде се? збор Кај за Белгород, кај дезинформација. Воронеж, каде било? Кај Белгород тој пробив од кога го правеа. Аха, добро. Таму биле најдени теглите. Една била до пола изедена. А само Ајвар или лутеница имало? Само Ајварот тој што е со малце, знаеш што тоа црнкото не е убаво дољупено што е. Машината што не го фаќа. Да. Добро. Од тој само имало. А сигурно е Мамас, да не од некој друг да не. Не. Да не е на Випро. Мамас.
Значи ние на Випро. Мамас бил и сега да видиме што ќе се случи, како ќе се случи. И ама малку различна имало програма. Промоција стајало пишело од позади препорачна за здравието од Венко Филипче. Со слика како држи тегла у докторски мантил. Као реклама, знаеш, она, доктор Витон, доктор овој, доктор оној. А како ние... Да. Знаеш како ги На викаат? топ шоп доктор што искачи и препоручува нешто. Во Америка, знаеш како тоа го викаат? Продавачи на змиско масло, нели? Така да кажа преваранти, нели? Да. И нели вика еликсирот на доктор тој. Така. После како беше она, нели, тоникот на доктор тој. Еликсирот на доктор Филипче. Тоа така било од прилика рекламирано на тој пазар. Маркетинг стратегијата Видите, има тука. ја правил за брчанец. Има тука голема како се вика. Космика Филипче, тој бе носител на лист. Добро, не ти се нади тоа со Филип што е носител на лист? Види, Космика Филип, ова и останавме должни на нашата јавност, особено на тие што не слушаат секое утро. Оваа радио емисија е прва што уште пред нова година тамо далеко, негде ноември месец, кажа дека Филипче ќе биде носител на листа. Да, зборувавме тогаш. Се сеќаваш? Како не? Значи, тогаш сите ми зборуваа, нема шанси, Филипче е историја, Ковачевски има нов тим и така натаму, но, чекај баш да пробам да најдам кој датум беше тоа, од прилика, ама беше одамна беше, ноември негде беше. Сега ќе треба да објаснат, да си објаснат самите себе од каде знаевме ние, а голем дел од членството не знаеше на СДСМ. Филипче е таков каков што е, си го знаеме сите, но така го пратат едно 25-6 скандали како министер и сега ќе ја бара у четврка поддршката од граѓаните. Види, нема што да дополнам тука. Да. Нема што да дополнам. Баш кад, знаеш, се враќал на еден пазар кај што излегол, така, Филипче. Минатата, кога сме кај листите на СДСМ, минатата недела имаше нели информација дека пред тој конгрес они имале одредена караница и Каевски не бил задоволен со тоа што бил седми Што испадна на листа. Имаме нов раздел на страните. Да, вчера имаше Каевски изјава дека, сега ќе ти кажам, само секунда да ја најдам, синоќ ја препратив до одредени пријатели, така малку чудејки се што е поентава. Рече Каевски, чекаме трето дете со сопругата, затоа ме нема на лист. Која е логичката поврзаност на едното со другото? И јас се, колку што знам, се уште науката стигнала до тоа жени да ги раѓаат децата, така? А за сега е така. На трудничко маж не може да има ни обична, ни патолошка бременост. Не може. Не може маж да биде бремен. А крај крајава па мажот и 2 деца, ако имаш па и 3, тоа значи дека треба да им однесеш дома нешто, ме разбираш. А пратеничката кошта сето тоа, јас сум татко. А пратеничката плата е прилично голема. Во периодот што следи на некои наредни избори, се надевам дека ќе бидам дел од битките, затоа што е важно како СДСМ да продолжиме по овој пат што го имаме зацртано. 7-то место во изборна единица 1 е добитно и јас чекам трето дете и тоа ништо и тоа нешто што ќе се случи токму во тоа време на кампањата. Затоа и ме нема на листите и тоа го образложив на Централниот одбор. Добро, да му посакаме добра мисла на фамилијата на Каевски. Не, апсолутно.
Сега па добро, па може му се активирало и тоа, рекол дај да се посветам повеќе на фамилијава, што ќе губам време со политикава. Не, во право И си тоа е Лјупчо. сега, може и така да е. Нека му е, нека иде со лесно прво, или како што се вика на... Убаво, све. Све да се заврши живи, како што среќни, треба да се насмејани. заврши. Па, здравје Боже, па и млад е, има време. Он е млад, може наредните избори Во право си. да си стане пратеник. Во право си за ова. Па, ајде, што сега и ние тука сме се фатиле, вака било, така било, се карале, не се карале, голема работа. Децата нека растат, државата нека се развива, па за секој има место ќе се најде. Така е. Така е, во право И си. тука ќе коментираме. Во право си. Меѓутоа, Му се извинувам на Дарко Каевски за ова на почеток, што го кажеш, еве. У истата емисија нема потреба ни од демант, ни од ништо. Само убавини за цела фамилија, за сите среќни, задоволни. Политиката, денес си тука, утре не си, децата си тие што остануваат. Убаво му текнало. Нека се расправаат таму. Од ВМРО и од СДС ние ќе си ги растеме децата. Затоа што оваа држава сепак е за нашите деца на крајот. многу интересно бе Вајло Лјупчо. А? Многу интересно го кажа. По сега многу бе задрати сме станати. Што сакаш да кажеш со тоа? Па ја еве на почеток, сега не можел он да биде труден, што сега правил ова. И кај себе си ја гледам таа политичка злоба. Ајде таму више преку глава, доста беше. Не е Доста е, злоба, а? туку така све да исполитизираме. Не бил задоволен од 7 место. Све управо што збори Дарко Каевски, освен дека 7 место е добит. Да. Тука мислам сега, малце сме претерали другари сега, да бидем искрени. Види, анкетиве се немилосредни. Сега да видиме. Сега Може па стварно е добитно. Не, може би па има некоја невидена грешка анкетиве се, од кај да знаеме. Што мислиш ти? Се е отворено во политиката, дури не свирне судијата, утакмицата си игра. Како беше на англиски, it is not over until the fat lady sings. Значи не е завршено додека малце елегантно по-полнетата пејачка не запее. Така ќе дое тоа, нели? Па добро сега. Фет лейди, малце елегантно, по-полнетата, малце преводов Па ти е. добро сега, знаеш. Преводов ти е малце. Затоа што на македонски, нели, иде емисијата, би сакал на македонски тоа да звучи малку, нели, По-фино. по-фино и по-политички коректно и родово коректно, можем така да го наречеме, родово коректно, да? Родово коректно, добар збор. Да. Секој си знаел да ги наоѓаш зборовите, морам да те пофалам. Благодарам Кога сме за кај овој дел Војводо Сердере дело? да. Значи морам да ти кажам. Не можеме да Војводо Сердере ни оди, така. Чекај, од Сабајле СДС има соопштение. Што велат? Нема промена во ВМРО, над 80% од листите се истите пратеници кои спроведува активни блокади. Истите тие кои тропа и вревеа со вувузели додека во парламентот зборуваше Урсула фон дер Лајен. И повикувам политичките партии во Македонија да бе вревеа да се ангажираат лектори. Искрен да бидам. И СДСМ и ВМРО. И така има мал... Дај еве на крајот од оваа емисија на програмско решение да става да дадеме за идната влада кој да е. Какво програмско решение, Липчо? Треба да се сменат законите во држава, да стане за да го возобновиме Институтот за македонски јазик и литература и филолошкиот факултет, каде што се помалку луѓе се запишуваат. Како? Значи, треба да се наложи на државни институции, на политички партии, законска обврска да им биде, на радиодифузери, на медиуми печатени, на сите оние, на маркетинг агенции, ако сакате. Да им се наложи да вработуваат лектори по македонски јазик, да им биде законска обврска. Добро.
Затоа што се помалку го негуваме нашиот јазик, се помалку луѓе студираат македонски јазик, а јазикот може да продолжи да живее и да се развива само доколку постојат вакви луѓе. Точно. Без нив не умре јазикот. Вие самите гледате, еве, пуштате дневник на Македонска радио телевизија од 87 година и пуштате дневник од денес. Самите ќе видите колку е сменет македонскиот јазик. Точно. Вклучете Радио Лидер, ќе видите дека многу често и двајцата што зборат тие на Сабајле користат скопски жаргон, Точно. скопски дијалект, Англицизми, србизми. англицизми, особено тој со наочарите дебелиот. Англицизми, како се вика, понекој знае и источно македонско наречје да избаци, централно, од Егејска Македонија, се е тоа во ред, ама треба бре луѓе да ставиме некоја рамка. Не, да. Дури сакав да го цитирам Бранко кој рече ова више не иде. И тоа е граматички погрешно. Ова више не иде, ова више не смее, така беше. Ова више не иде, ова више не смее, легендарната изјава на Бранко Црвенковски, со која сакам да го спречам, ова е не е на македонски литературен јазик. Па не можеме, како беше да сега, кога се враќаме. Ме разбираш? Не. Дури кога не оди вака веќе, А ја памтиш и легендарната МВМ-ровчиња Мангупчиња, мал си бил тогаш. И тај од него. да бидеме искрени, ти свига ли идеја во ова со македонски? Не јазик? е лошо. Еве, да почнеме од таму. Да изградиме бре Бренд. почитување на нашиот јазик, бренд. Мала држава сме, мал народ сме, може да го изгубиме јазикот. Многу често се случувало тоа. Колку сега е тоа вас и да ви делува невозможно од историски контекст ви го кажувам ова. Листите ги виде на ВМРО ДПМН? Ги видов. Имаш изненадувања? Зашто ги спомна пред малце веса да сме. Не, нема изненадувања. Листите на ВМРО се имаат така значителен број на пратеници од претходниот мандат кои имаат повторно мандат. Логично е тоа за тебе, логично. Се логично е се тие луѓе издржале таму 4 години. На браникот на ВМРО. Добро, овие 4 години дисциплинирана беше пратеничката група на ВМРО ДПМН. Сега За разлика од претходниот состав со 8 мината. Се сеќаваш што се случуваше тогаш? останува да видиме кои ќе бидат министри после од овие. Па ќе влезат и тие што се позади. Имаат и млади засилувања. Има. Да, и гледам дека има дел од подмладокот кои што се интересни, кои што се таму во на листите, дури некои наши гости има. Да, има. Кои што тука гостувале и кои што Има. терале. Така што е добро е тоа. Бар ја мислам дека е добро. Абе здрави и живи. Ќе видиме сега како ќе се покажат, пошто они се покажаа дека во офанзива знаат да играат. Сега да видиме во дефанзива како ќе играат. Затоа што Добро, да те прашам, мора ли да се игра дефанзивно во кога си на власт? Зашто да не се игра и тогаш офанзивно? кого ќе напегаш? Офанзивно во смисол да се толку е добра владата, толку добро работи, што офанзивно ги промовираме нивните достигнувања. Офанзивно ги промовираме. Се обидам сега, дај ми кредит тука, ајде. Офанзивно пратеник што офанзивно би играл наспроти влада од неговата политичка партија во Македонија нема на листа да го стават. Има по свет такви примери многу.
Не толку многу, ама има. Добро, по светот е повеќе како да кажам, Фракционерство не некакво бе. фракционерство, знаеш, повеќе фата моргана, знаеш, се изградило за некого мислење дека тоа е со различен став, со различна политика и така натаму. И тоа американците многу лесно го решаваат. Знаеш како? Споредуваат како гласал. И кога ќе видиш дека гласал буквално 100% составот на партијата, викаш добро, кај ова разногласието, нели? Зашто не е битно што си кажал. Не, така? они имаат, знаеш Битно е како како нив си тоа гласал. фракционерство и сега, например, сами себе ќе си сменат таму председател на конгрес, спикер. Или нешто слично, го има тоа кај нив сега. Поредко, ама го има. Се скоро имаше нели кога го сменија. Да, ама тоа е знак на длабока подолба во партијата, знаеш, тоа не паѓа од небото. Знаеш. Добро де, кај нас тоа у собрание не се одразува, обично пратеници од собрание си ја поддржуваат владата. Да. Односно партијата која ја застапуваат и има ситуации чат пат некој ќе го уценат, ќе го платат, па ќе пребега. Тоа е кај нас. Така изгледа разногласието кај нас. Ама сега некој да седне идеолошки да се Да анализира, а? тоа кај нас сега да бидеме Викаш искрени. дека тоа не иде? Нема сега таква работа. Така што и тука офанзива играње од опозицијски пратеници кај во земја кај што нема отворени листи. Партијата ги става, партискиот лидер. А ги слушај, става. знаеш дека малце ги Раководството. не, сега, ги нели, пресенуваме тие работи. Дека наводно отворените листи дека ќе направат некоја си толку голема промена. Не иде тоа така. Како? Ги пресенуваме, велам, тоа дека отворените листи ќе донесат до таква некоја Знаеш што борба. ќе или- донесат кај нас отворените листи? Ке имаш теоретичари на заговор по ишу собрани, антиваксери и така Да. натаму и ќе ти доаѓаат од ВМРО и од ДСДС тие. Не, можеме сега дури отворено да кажеме уште една работа. Што се случи во до земјите кај што беа овие отворени листи воведени. Прво, знаеш што падна? Падна застапеноста на жените. Затоа што нели се најдоа механизми како да има повеќе жени во политиката. Се сеќаваш? Да. Падна тоа. Ајде, од кога падна тоа, се тргна во други води, ако можем така да кажам. Националисти исто така жестоки влегува повеќе во парламентот, па повеќе во парламентот влегува луѓе со чудни ставови, така што управо си, дека додека да дојдеме ние до тој ефект што сакаме да го постигнеме, усвари нема да го постигнеме ефектот, да. Нема да се постигне. Нема да се постигне ефектот и имаме емпирија од секаде, вклучително и Косово, гледаме дека е така. Во Македонија, за жал, најодговара моделот кој ние го имаме напуштено, тоа е мнозинскиот модел, а тој најмногу одговара за нас, ама и општо и културолошки и секој многу ќе подобри политичката сцена, затоа што ќе имате тогаш пратеници кои ќе бидат одговорни за своите локални заедници и партиите многу ќе се подобрат затоа што за да добијат на избори ќе бидат должни да ги најдат најдобрите од тие локални заедници. Да, тоа е друго веќе. Сега, кај нас тоа е проблемот, кај нас партиите се кројат од горе па надоле. Сите, се зборуваме големи партии. А кога ќе има мнозински модел, они ќе бидат принудени од доле нагоре да се градат. Па, Значи, единствено ти кажам што ти е фалинка на таа теза. што? Кога беше мнозинскиот систем исто беше. Абе да, ама тоа било имаме само едни избори. Две, три. Два избори со Три, тој систем. три. Добро де 3. И така беше се, знаеш. Ама сепак може да се случи нешто различно. Знаеш зашо е проблематично? Затоа што луѓето гласаат, како да ти кажам, гласаат по најчесто се безбедни места. И кој е безбедно место, многу тешко да влезе некој. Да, Нели? ама имаш небезбедни места каде што ќе се случи една реална трка. И не е баш така безбедни места. Има некои места кои порано биле бастион на едните, сега се бастион на другите. Добро, ма тоа се генерацијски промени, едно друго, знаеш, има. Сепак има
тука елементи. Мнозинскиот модел е Пак ќе ти кажам, значи треба да се најде добриот од двата светови. Можеби и германскиот модел, кој што иако е мнозински иако е пропорционален, има сериозен мнозински елемент. Еве тоа Кој? да речеме. Германскиот модел. да. Таму може и пропорционалното е како се вика тоа испочитувано, но и мнозинскиот, но имаат шанса граѓаните со својот глас да преуредат политиката. Тоа е отприлике како функционира. Ај ќе видиме. Не знам ти што мислиш. Ќе видиме. Меѓутоа сега за овие избори, значи се заглавивме 22 години со овој изборен модел кој што далеку од тоа дека е совршен. Кој што е катастрофален дури. И ние се заглавивме со тоа, страшно. Не знам што. Баш така. Баш така. Се заглавивме со модел кој што требаше да биде преводен модел. Значи требаше овој модел да биде преводен до чист пропорционален. И ништо. Еве. Заглавивме. Страшно. Не знам што да кажам. Ја мислам дека е време Дукенов да го затварам. Да. Да. Почитувани слушатели, се надевам дека уживавте. Ова предизборно затише пред бура ќе го завршиме идната недела, кога ви најавуваме сериозни политички гости со кои ќе дискутираме на сериозни теми. Во меѓувреме заев да одговори што бара лајворот на украински фронт, на украинско-руски фронт. Очекуваме и од руската амбасада одговор како таму бил најден ајвар кај Белгород. А може и украинците да го истражат составот на ајварот и неговата протеинска вредност, па да дадат на Медуза и на останатите истражувачки руски агенции да откријат на што тоа троши пари Шојглу.